Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва наша гостинка е Рената Дескоска, министерка за правда, со која ќе разговараме за повеќе теми поврзани со владиниот ресор, што го предводи. Дали имате согласност на ниво на коалиција пред се на релација СДСМ-ДУИ дека се што евентуално ќе дојде како забелешка од Венецијанската комисија дополнително ќе го вградите како измени и дополнување на законот за јазици? Да, значи согласност постои и тоа е целта. Точно ли е дека во военна фаза личен представник на Ахмети е една млада нотарка од Скопје, Мајлинда Ајдари, дека во некои тесни кругови дури ова се вика закон Мајлинда Ло. И дека, можеби ако е тоа така, и разбирливо е зошто правно-номотехничкиот закон Јас не знам, значи, кој го пишувал законот. Како предлог на ДУИ дојде една верзија на законот, која што потоа беше преговарана и одредени одредби беа изменети. Но дури слушнавме шпекулации дека тој предлог со кој што тие дојдоа дека бил работен во круговите на ВМРО-ДПМН како понуда за коалицирање. Според вас треба да има предвремени парламентарни избори заедно со претседателските? Јас искрено мислам дека треба да има. Останете на Алсат. Интервјуто со министерката за правда почнува по кратка пауза. Ако ја видовте генералната најава, знаете дека вечерва наша гостинка во студиото е Рената Дескоска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро вечер. Министерка за правда во владата на Зоран Заев, инаку доктор по правни науки, професорка на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Моето прво прашање е поврзано со законот за јазици, предизвикува многу емоции, реакции. Ветивте дека законот ќе го испратите на анализа во Венецијанската комисија. Дали е тоа веќе направено? Значи, следната недела законот ќе биде пуштен со подпис на премиерот, бидејќи до Венецијанска комисија може да се обраќаат председател на собрание, председател на влада и председателот на државата да испраќаат. Јас не знам досега зашто председателот на државата не го направи тоа во овој изминат период кога имаше проблем, особено што се знае дека и закони кои што не се објавени, закони кои што и дури не се донесени може да се испраќаат. Ние законот за судови, например, го испративме додека беше уште во владина постапка за да видиме дали сме на добар пат или не, така што во тој дел заклучокот на владата ќе биде испочитуван во моментот кога се утврди, значи, законот на владина седница. Јас тогаш бев во Министерството за образование, но паметам дека се донесе заклучок кој што вели дека штом ќе биде донесен и објавен законот, ќе се испрати до Венецијанска комисија. Значи, во моментот се проверува преводот, се прават финалните документи и штом премиерот го потпише писмото, наредната недела се праќа законот до Некои Венецијанска. ваши колешки експертки по уставно право толкуваат дека на мислење во Венецијанската комисија се испраќаат нацрт закони, во нацрт форма за да се добијат коментарите и тие да се вградат пред законот да биде усвоен. Не, законите се праќаат, може да се пратат и во фаза на донесување, но и во фаза од кога е донесен законот. Значи, во Македонија се правени најчесто се праќаат по донесување на законот. Значи, еве, во октомври месец ние имавме мислење од Венецијанска комисија за законот за судови кој што бил менуван во мај месец и во таа ситуација имавме одредени коментари на одредби кои што се уште постоја, мислам во моментот постојат во законот. Најреформските тие беа на ВМРО-ДПМН, така велеа ВМРО. Тоа се буквално нивните, значи на нивните внесени како компромис одредби има најголеми забелешки и од тие причини за да не се повтори истата грешка, знаејќи го фактот дека треба 2/3 мнозинство во собранието за да се донесе законот за судови, јас решив дека подобро е да одам во постапка на донесување на законот, значи за да имаме црно на бело дека тоа што е ставено во законот е добро и да не се остави простор за нарушување на прецизните одредби кои што се формулирани заедно со Венецијанската комисија и по нивните сугестии. Сега тоа што е важно е дали имате согласност на ниво на коалиција пред се на релација СДСМ-ДУИ дека се што евентуално ќе дојде како забелешка од Венецијанската комисија дополнително ќе го вградите како измени и дополнување на законот за јазици. Да, значи согласност
постои и тоа е целта. Зашто вие би праќале на Венецијанска комисија ако немате волја да после тоа да имплементирате забелешки. Значи и самиот договор значи дека тоа што сме се договорили, тоа што донесено во законот, ако биде потврдено од Венецијанска комисија во ред, ако не биде ќе се менува согласно насоките од Венецијанска комисија. Вие сте експерт по уставно право, сте имале искуство со работата на Венецијанската комисија. Што мислите, очекувате ли забелешки од Венецијанската комисија? Бидејќи да го остравиме сега настрана прашањето за опфатот на законот, во смисла на тоа до каде оди унапредувањето на употребата на албанскиот јазик. Ако се види текстот, тој од правно-номотехнички аспект е далеко од идеален текст. Значи, јас, еве сега моето лично искуство во изминатиот период кога разговаравме за законот за судови. Венецијанска комисија во овој процес беше многу прецизна и ги ценеше дури и номотехничките формулации кои што постоја во законот со цел да не се овозможи различно толкување во праксата. Значи, на страна решенијата. Значи, сега тука се поставува прашањето кој ќе се прати законот, значи, велам наредната недела, што ќе биде практично јас очекувам фокусот на Венецијанска да биде на целиот закон, и на самите решенија, и на номотехниката, дали има одредени конфликти што ќе произлезат со други закони, хармонизација или не, дали има одредби кои што се недоречени, кои што се нејасни, дали има одстапување од европските стандарди. Според вас? Значи, Точно ли е дека во военна фаза личен представник на Ахметија е една млада нотарка од Скопје, Мајлинда Ајдари, дека во некои тесни кругови дури ова се вика закон Мајлинда Ло. И дека можеби ако е тоа така и разбирливо е зошто правно-номотехничкиот закон од Баков. Јас не знам, значи кој го пишувал законот, еве најискрено кажувам. Знам дека уште во процесот на формирање на влада, тоа е јавно познато, дека како предлог на ДУИ дојде една верзија на законот, која што потоа беше преговарана и одредени одредби беа изменети, но дури слушнавме шпекулации дека тој предлог со кој што тие дојдоа дека бил работен во круговите на ВМРО-ДПМН како понуда за коалицирање. Така што не сакам да шпекулирам, тоа се све шпекулации кои што ги слушам, немам сигурен одговор кој го пишувал законот и како. Знам дека од таа почетна основа со која што тие дојдоа, потоа тој текст се моделираше, се модификуваше и на крајот помина и низ секретаријат за законодавство, низ владена процедура и беше донесен. Што мислите, како ќе се постави Венецијанската комисија, например, кон овој аспект од законот? Тој вели дека и во судската кривичната постапка треба да се користи албанскиот јазик, а имаме системски закон, законот за кривична постапка, кој што патем се носи со двотретинско квалификувано мнозинство, овој се носеше со просто мнозинство, во кој што има одредба дека кривичната постапка се води на македонски јазик. Сега, може ли закон кој што се носи со помало мнозинство да субституира одредба во системски закон? Значи, кога се разговараше за законот, мојата клучна забелешка беше дека не можеме со закон што се носи со обично мнозинство да менуваме одредби на закони кои што се со двотретинско мнозинство. И во рамките на тие дебати ставена една одредба во законот во која што се повикува дека се дава рок за усогласување на другите закони кои што треба да бидат хармонизирани. Значи, во судовите кога ќе се дојде, првично за нив се процесните закони. Тие се неспорно е дека тие ќе ги применуваат двотретинските закони, дали е за кривична постапка, дали е за управна постапка, дали е прекршочна, било која. Значи во или граѓанска, јас од тој аспект немам дилема. Значи затоа е оставен рок за усогласување на законите. Инаку во одредени постапки во кривичната се користат јазици на лица кои што се обвинети. Значи не е дека судот нема досега никаква пракса и нема да знае како да спроведе интерпретација. Да, но суштинска е сега разликата што нема дилема. Судиите, обвинителите ќе можат да го користат јазикот. Нема дилема, значи досега
користела една странка, например обвинета, сега ќе може и другата, пошто и обвинителот е странка во постапката. Така што тој дел нема да биде нешто што вау никогаш не се случило во Македонија. А како и нема треба, да знаат како треба да се чита? Да, точно е во рок од една година, одредбите од другите закони се усогласуваат со одредбите на овој закон. Читам одредби од членот 23 од законот за јазици. Последниот став во тој член вели: во случај на неусогласеност на одредбите на овој закон со јазичните одредби на друг закон, органите се должни да ги применуваат одредбите од овој закон. Значи, тоа може да се однесува... Тоа оди во спротивност од ова што го зборувате. Значи, има закони кои што регулираат употреба на јазици кои што се на еднакво ниво со овој закон и закони кои што се со двотретинско мнозинство. Таа одредба да се даде предимство на примена на овој закон наспроти двотретински закон не може да се толкува спрема двотретинските, но во однос на закони кои што се со еднакво мнозинство на носење, во тој случај можете да дадете приоритет на законот. Значи, сепак за албанскиот да стане официјален јазик на кој што ќе се води кривичната постапка, меѓу другите постапки, потребна е промена во законот за кривична постапка. И не само во законот за кривична постапка, во законот за парнична постапка, вонпарнична постапка, значи сите се тие двотретински, закон за управни спорови, понатаму закон за прекршоци, значи неколку закони Планирате се. да ги направите сега, можеби направите од еден чекор понатаму да ги предложите тие измени, бидејќи Значи, за дел од нив делот- треба 2/3. Во Ако делот не за сите. на законите кои што практично ви спомнав, 2/3 од овие закони што ви ги спомнав се веќе ставени во стратегијата за реформи на правосудството како закони кои што треба да се менуваат. Значи некои веќе беа изработени, некои се речиси при крај, се изработуваат, дел не се влезени за во догледен период за менување. Факт е дека во некои од законите кои што се пуштени во собраниска процедура стои одредба која што укажува дека примената на јазикот ќе биде согласно закон за јазици, при што не се прецизира дали спрема овој или спрема во однос на претходниот закон кој што постоеше, така што во тој дел не прецизиравме со цел да само имаме упатувачка одредба, но не преюдициравме кој закон ќе биде на сила. Сега треба веројатно да се види кога ова ќе стигне на усвојување во парламентот, дали ова ќе биде актуелниот состав на парламентот, дали во меѓувреме ќе се одржат предвремени избори, пак има друг состав на парламентов, каков ќе биде односот на опозицијата кон тоа прашање, бидејќи веројатно и да има предвремени избори, тешко е да се верува дека владачката коалиција сама би освоила 2/3 во парламентот. Значи многу прашања има отворени за сето ова, барем во овој дел да профункционира. Ќе видиме веројатно како ќе оди примената на овој закон. Чувме изјави од дел од вашиве колеги албанци од ДУИ дека и тие очекуваат на почетокот да има проблеми, да оди бавно сето ова, но очигледно е дека има волја во владината коалиција сето ова што е напишано и да се спроведе. Значи, секогаш кога правите промени кои што се од поголем обем, треба период да се имплементираат и тоа мислам дека никој не треба да очекува дека преку ноќ ќе може да се имплементира законот. Факт е дека некаде ќе треба предвидена агенција за формирање, значи други институции кои што ќе треба да дадат логистичка поддршка на институциите за примена и сето тоа ќе се рефлектира и на времето на примена. Пак ќе кажам, вие сте професорка по уставно право. Позната ви е праксата и на Уставниот суд. Можно ли Уставниот суд да го прогласи за неуставно објавувањето на законот без подпис од шефот на државата? И веднаш ќе подсетам на одлуката на Уставниот од 1998, кога указот за прогласување на тогашниот закон за употреба на знамињата е подпишан само од тогашниот председател на Собранието. Уставниот суд неколку месеци подоцна носи одлука со која што го укинува и законот и указот. Значи, овие две случаи се сосема различни. И јас ја видов Каде е разликата? Во јавноста одредено коментирање и правење на паралели. Значи, разликата е во тоа што во случајот со употребата на знамињата, председателот Киро Глигоров не доби, во тоа време не доби можност да се произнесе воопшто за законот. Се толкуваше дека тој во тоа време, јас и лично паметам, беше на службен пат надвор од Македонија.
Председателот на собранието во тоа време се толкуваше дека ако председателот на државата не е во Македонија, тогаш тој го заменува. И ние имавме ситуации парадоксални во собрание, кога јас, значи тоа го памтам, сум го гледала на телевизија, кога председателот на собрание вели: јас на оваа седница нема да гласам, бидејќи го заменувам председателот на државата и бидејќи тој е во странство. И тоа беше парадокс, што сите не оставаше во дилема. Значи не е интенцијата вие да имате два председатели, еден во државата и еден во странство, па сега овој кога е во странство таму не представува, овој другиот дома. Таквото толкување го искористи тогашниот председател на собрание и кога председателот на државата беше во странство, си ги потпиша законите од двете страни, и како председател на собрание и како председател на држава, велејќи дека ги игра двете улоги. Значи тоа апсолутно не е интенција. Председателот може да биде во странство и во тоа време ако ќе се врати, ќе се произнесе, ставали вето, потпишували закон или слично. Сакате да кажете дека сега имаме содржински различна ситуација. Иванов имаше шанса. Не треба да се вади паралела. Значи Иванов имаше ставено вето, кое што беше отфрлено од собранието и согласно уставот председателот на државата во Република Македонија не е Луј 14, повеќе е сличен на кралицата Елизабета. Значи отворете ги сите книги по уставно право во Република Македонија, кога опишуваат каква е улогата на еден председател на држава во Република Македонија, ќе ви кажат дека тоа е повеќе церемонијална, парламентарна. Значи денеска дури ни председателите на во држави со председателски систем или со многу посилна уставна позиција немаат апсолутно вето. Значи никој не е семоќен во оваа држава да може да рече: мене не ми се допаѓа ова и нема да оди понатаму. Но фактот дека Иванов искористи една недореченост на уставот и на законите и реши едноставно да не го потпишува овој закон. Зошто сега кога се отвореше уставот не направивте обид да го прецизирате овој дел за суспензивното вето на шефот на државата? Мене лично, ако ме прашате, има повеќе прашања во уставот што треба да се менуваат и да се прецизираат. Значи едно од прашањата кое што е ептен тесно врзано со ресорот правда, мислам дека треба да размислуваме за воведување на уставна тужба како механизам за заштита на човековите права пред уставен суд. ВМРО го предложи тоа еднаш, па пропаднаа тие обиди за тие уставни измени. Да, ма тоа беше параванот за слободните финансиски зони и перењето пари што го планира. Значи, следната измена која што треба да ја практично да ја размислуваме и разгледуваме е во делот на составот на судскиот совет. И сега ние имаме препорака од Греко која што вели дека министерот за правда не треба да биде член на судски совет. Објаснуваме дека ниту јас, ниту Билен пред мене, ниту пред него Валдет, ниту Аднан Јашари, сите што биле министри, ние не одиме на седниците на судски совет, баш заради тие препораки кои што постојат. Го извадивме можноста за право на глас на министерот во законот. Да. Понатаму сега во последните измени дури ставаме и забрана да се присуствува на седници на кои што се вршат избори на суди, разрешување на суди со цел да нема ни тука влијание. Значи има повеќе прашања. Јас уште на асистент бев кога се јави проблемот со првото вето на председателот и тоа колку што се сеќавам беше за законот за склучување и ратификација на меѓународни договори. Законот едноставно го снема и се направи проблем. Потоа се сеќа и тогаш јас јавно напишав дека мора да има рок за ветото и дека треба да ја извлечеме одредбата дека законите се објавуваат во рок од 7 дена од денот на нивното донесување. Чинот на донесување е носењето во собранието и дека председателот мора да го почитува тој рок. Тоа толкување тогаш беше малцински прифатено, не доби општ консензус, веројатно повеќе им одговараше да имаат комоција председателите, се додека во еден момент не беше председателот Бранко Црвенковски и тогаш јас паметам, лето беше, собранието донесе над 100 закони, веќе не знам точно бројката, околу 150-160 закони во еден ден и помина 7 дена, Трајко Велјановски си ги остави на гласање како да, а не беа потпишани, значи во тие точно 7 дена, Трајко Велјановски стави на гласање закони како да си се практично да е ставено вето и уште еднаш ги изгласа сите тие 100 закони.
Истиот ден, тоа, значи во петокот, председателот беше петок, памтам, председателот Бранко Црвенковски излезе јавно и кажа дека на неколку закони ќе стави вето. Значи ги посочи законите. Во понеделник беше гласањето како за сите да ставил вето и тогаш настана конфликтна ситуација. После тоа, значи председателот Црвенковски инсистираше да си го образложи правото на вето, да си го образложи ветото причините, дека таквото гласање не се прифаќа. И факт е дека беа направени Паметам, да, тогаш дојда законски од кабинетот интервенции. на Велјановски, од кабинетот на Црвенковски се направи една измена која што е внесена Во и во Законот за Деловникот и собрание. во Законот за собрание, каде што вели дека председателот има обврска во рок од 7 дена по донесувањето да биде, да го подпише, да се произнесе или го подпишува или не го подпишува законот. Ако не го подпишува, се третира дека ставил вето и може веднаш да се стави на гласање. Значи веќе со законски акт се регулираше рокот. Нема тука комоција да се однесува било, и тоа беше направено во консензус од председателот Ама прашањето е што се случува, вториот пат кога Значи ако рокот собранието важи, ќе го... ама тука дури не сме да се постави прашање што се случува заради тоа што во уставот вие имате одредба дека председателот мора да го подпише. Ама нема право. во српскиот устав или деловник можеби на нивното собрание експлицитно пишува дека ако председателот не го подпише по второто изгласување, тогаш законот го подпишува само председателот на собранието и со негов подпис се објавува во службен весник. Значи, веројатно може и кај нас да се направи такво до прецизирање. Значи јас по мене до прецизирањето би требало да биде за да нема потреба вие во деловник или во закон за собрание да регулирате, нека се регулира и во уставот. Значи би го направила и тоа, но мислам дека уставните норми треба да ги толкувате со добра волја и во духот на владење на право, а не онака како што ви одговара во моментот на позицијата. Значи, вие мислите дека ако ова прашање дојде пред Уставниот суд, дека одлуката од 1998 не е репрезентативна? Таа одлука не е применлива, јас не сакам апсолутно да вршам никакво влијание, сум рекла дека додека се седам на оваа функција не сакам да насочувам било кој орган дали во судството или Уставниот суд како да одлучуваат, но факта е дека паралела не може да се прави меѓу овие две одлуки, бидејќи ситуацијата е сосема различна. Добро, имаме и други теми. Бегствата кои што се случија на дел од осудени, обвинети, осомничени во јавно експонирани случаи, судбината на СЈО. Вчера се изгласа законот за антикорупцијска, за сето тоа по уште една пауза. Благодарам за сега. Бидете назад. Го продолжуваме интервјуто со министерката за правда Рената Дескоска. Многу бегства на осудени, обвинети, осомничени се случија во последно време. Од најекспонираните бегството на Груевски и Бошковски во Грција. Грчкиот врховен суд реши дека не треба да бидат екстрадирани овде. Бегството на Никола Груевски. Последно е бегството на осудениот за обидот за убиство на Зијадин Села Никола Војминовски, и тој е недостапен сега за судот и за него е распишана потерница. Бидејќи го водите ресорот кој што се вика правда, неспорно е дека овие случаи ја подкопуваат вербата во правдата во Македонија. Вие не сте директно надлежни во овие случаи, но сте надлежни во делот на креирањето на правната, на легалната рамка. Дали може би на ниво на влада сте направиле анализа дали има проблеми со законите? Значи, секогаш кога правите правна норма, никогаш не можете да прецизно да ги предвидите сите можни ситуации, но треба да постои одреден дух на нормата кој што треба да се толкува. Например, имавме ние норма во нашиот закон дека ако се изрече казна затвор над 5 години, дека лицето автоматски оди во притвор. Значи, како што беше последниот случај на лицето кое што го нападнало Села. Но тоа веќе не е така. Сега, имаше иницијатива пред Уставен суд, која што го укина, значи Уставниот суд ја укина таа одредба во согласно со европските стандарди. Значи ние имаме и пресуди пред Европскиот суд за човекови права, кои што велат вие мора да дадете одредена слобода на судот да
толкува и на обвинителот да оцени дали постојат околности, а не автоматски да ги пуштате луѓето во притвор. И сега кога треба да балансирате меѓу европските стандарди и европското право и она што реално се јавува како проблем во Република Македонија, главната одговорност е и на обвинителите и на судиите да направат вистинска проценка. Дали за некој лице треба да побараат притвор или не, дали постои опасност од бегство или не, дали постои друга опасност од влијание на сведоци и слично. Значи, тие се тие прашања кои што реално се одговорност во делот на судовите за одлучување на обвинителството да даде предлог. Понатаму техничкото операционализирањето врз на нивниот предлог може да го спроведува едниот или другиот орган. Но во случајот не можете да ставите обврска дека ако некој е осуден над 5 години мора да го ставите во притвор заради веќе пракса која што ја имаме, значи од страна на Уставниот суд и од Европската конвенција. Понатаму ние имаме пресуди. Што не значи дека не може да биде во притвор. Може, ама не мора. И затоа велам одговорноста е тука на судот и на обвинителството да проценат има ли основи и услови или нема. Значи тука е прашањето на нивната проценка, дали направиле погрешна проценка. Затоа и сега се води истрага за бегството на Груевски, дали направиле погрешна проценка, дали стојат други причини заради тоа, така што тука секогаш се отвараат и стојат прашалници. Јас очекувам таа истрага да заврши побрзо и да знаеме. Значи не може да се префрла вината цело време на законските норми. Тоа е најлесно, да речеме законот е крив во Македонија 20 години, законот е крив. Значи тоа сега бидејќи несериозно изгледа, поминаат цели 2 месеца од бегството на Груевски, ние ништо не знаеме. Како ја напуштил земјата, имал ли помагачи, ако имал, кои се тие структури и така натаму, а знаеме, например, што се случувало на неговиот пат потоа до Унгарија, во Албанија, Црна Гора и Србија. Значи, вие добро кажавте, во надлежност на Министерството за правда не е ниту да ја изврши истрагата, ниту пак да спречил да избега. Но јас искрено очекувам дека обвинителството ќе се заврши таа истрага што е можно побрзо за да ги имаме. Има ли каква било надеж кога се имаат предвид правните процедури пред се меѓународните, а и домашните во Унгарија, дека еден ден Никола Груевски навистина може да биде вратен овде? Заев на неколку пати го чувме, премиерот, вели, еве јас велам, Груевски ќе биде вратен, ама некако се чини дека тоа многу тешко ќе се случи. Ако се постапуваше по закон и по меѓународната конвенција за екстрадиција, Груевски ќе беше екстрадиран веќе во Македонија. Значи јас веќе имам изјавено во јавноста дека ние со Унгарија до сега, па дури и по бегството на Груевски, имаме на некој начин пракса на екстрадиција. Значи после тоа и по случајот во септември, по случајот на бегството, значи имавме претходно во септември, сега имавме други случаи на екстрадиција и никој не спори. И Унгарија не бара сега ниту било какви гаранции дека вакво или не дава никакви забелешки дека немаме добри услови во затвор или било што. Значи тука во другите случаи тоа не важи, што дава на некој начин индиција дека одлуката во случајот на Груевски е класична политичка одлука, а не заснована врз правни акти. Но познавачи на правото на азил велат дека таа постапка кога се води во домицилна држава каде лице бара азил, државата практично треба да ја донесе одлуката врз основа на сопствени проценки и дека воопшто не треба да бара документи, мислења, ставови од државата од која што доаѓа лицето кое што бара азил и дека во таа смисла се чини дека постапката за Груевски била сосема легално, правно истерана. Освен сега ако не забележуваме на тоа дека Унгарија имаше специјален и се уште има специјален однос кон сите други бегалци и така натаму. Не, процедурата, они како се извеле, јас немам дилема дали се извеле или не, и не ме интересира внатре како ја воделе постапката. Ме интересираат аргументите врз основа на кои се заснова азилот. Дали сме ние нестабилна земја, кај што некој е загрозен, воено подрачје ли сме? Значи, кои се причините зошто е даден азил? Која е нестабилноста што ја утврдиле? Спомнува, јас што слушав состојба во затвори. Велам, ако состојбат лошите услови во затворите, па дека тука се случуваат кршење на човекови права,
не може да бидат утврдени само во еден случај, а во другиве случаи што сега не ги екстрадираат или што не ги екстрадирале во септември, да не важат тие. Значи, затоа велам, принципиелните прашања во ниту еден случај они не рекле, вие имате проблем со земјата, не екстрадираме, ризична земја сте, нестабилна сте, не ви ги даваме луѓето, загрозени се тука. Само во овој единствен случај што Добро, покажува има примери отстапување. и на баратели на азил од земји членки на ЕУ, од една во друга, па се дава азил. Таму Треба овие да имате дилеми образложени причини. кои што ги наведувате важат уште повеќе веројатно, но добро, таква е фактичката состојба. Што се случи, дали е испратено ново барање за екстрадиција на Груевски и Бошковски од Грција? Испративме. На што го темелите сега тоа ново значи, барање? Ние долг период немавме одговор од грчка страна. Добивме одговор и тоа сега малку и тоа е специфична ситуација, не одговор од грчкиот министер за правда, да е напишано давам, не давам екстрадиција, дозволувам или не врз основа на тие причини, туку само ни беше препратена одлуката на грчкиот суд. Сега ние се повикуваме на таа одлука која што ни е дадена и почнавме да аргументираме на по основите кои што се содржани. Значи, Се едно е согласувате делата. дека е многу интересно, се уште во нашата јавност има едно доминантно погрешно мислење за основата на образложението на Грчкиот врховен суд, а таму е многу интересно дека главното образложение е поврзано со тоа дека законската можност за Иванов да го повлече помилувањето е донесена откако веќе ги донел претходно помилувањата, а согласно Уставот на Република Македонија законите не може ретроактивно да важат, па во таа смисла и не можел за луѓе за кои што веќе донел помилување, во тој момент не постоела законска одредба и можност за повлекување, подоцна со дополнителни законски измени да го повлекува тоа Значи, ние помилување. аргументираме дека самиот чин на давање на помилувањето е ништовно. Заради тоа што Уставниот суд на Република Македонија го укина законот за помилување од 2008 или 2009 година. Кога беше во кој што се даваше Ама пракучно се тогаш укина одредбите. признавате дека тоа што собранието Значи, потоа го направи со дополнување, со Не, тоа додавање е на додавање на дополнителна 11, можност. Не признаваме, апсолутно не. Значи, вие сте Знаете даме... што пишува, го немам Таму сега пишува овде. дека може да отповикате. Не, ама таму вели вака. По членот 11, а сега вие велите не постои членот 11, по членот 11 се додава член 11а. Кога се укинува, тие одредби не се бришат. Значи, тој станува член 11а. Тоа е номотехника, апсолутно нема врска со тоа дали постои или не. Значи, еве сега отворете го законот за судски совет, што е постојниот. Ке видите цела страна кај што ви стојат одредби, например, член 11 бришан, член 12 бришан. И така си стојат. Значи, избришани кога се си стојат. И јас тоа го разговаравме што да правиме, например, со законот за судски совет, дали додиме со нов или да интервенираме. И кога го отворивме, кога гледате вие цели страници бришан, стои и сваќате дека правите дополнителна конфузија и решивме да одиме со нов закон. Значи, тој во моментот кога ја донел одлуката, ја донел заснована на член кој што не постои. И тоа не е нешто што е моја измислица или на професорот Шкарич кој што први ја отвори таа дилема или било кој. Значи, тоа е традиционално сваќање во рамките на уставното право уште од Ханс Келзан, кога ќе донесете укинувачка одредба, вие не го враќате во живот стариот член и дури има и одлука на Уставниот суд, која што исто така им ја цитираме дека нашиот Уставен суд има веќе дадена одредба дека со укинувањето тие не оживуваат правни норми, не креираат право, туку само кажуваат дека таа норма не може веќе да постои во пракса. Да, вашата теза е дека членот 11 не бил во правен сообраќај, не бил на сила и од тука Иванов воопшто и не можел да ги донесе. Не се ништовни сами по себе. Значи тоа е сега основата на која што го темелите Значи, ние новото. повеќе работи ставаме, не само тоа, значи и се повикуваме и на отповикувањето, и на овој дел, на тежината на делата, на целата фактографија, значи и да ви кажам најискрено, ова што го гледам во Министерството досега, например, сите екстрадиции кои што се бараат на страна и пол. Значи, нема образложение, буквално ништо, бидејќи прашањето на екстрадиција оди
вие испраќаме пресудата или обвинението и да доставуваме тие прв пат, правиме образложенија со цел да побиеме странска судска одлука. Добро. Околу судбината на СЈ, полека отчукува часовникот и за нив, особено за шефицата на тоа обвинителство, ако не се лажам, некаде на 15 септември оваа година истекува мандатот на Катица Јанева. Тоа не значи дека институцијата не продолжува да постои дури и ако не се донесе нов закон за СЈО, но прашањето за судбината, евентуалното инкорпорирање на СЈО во актуелниот јавно-обвинителски систем во Република Македонија е актуелно. Колку верзии на тој закон има? На ЕНР објавена една, ама се слуша гласини дека има дури 3 верзии може. Ние прашањето на специјалното јавно обвинителство треба да го решиме принципиелно. Како прашање на интерес да имаме ефикасни механизми за борба против висок криминал, висока корупција во иднина. И напорот е тука. Значи, ирелевантно е да решаваме било какви други прашања, ако немаме консензус околу тоа, дали ние навистина сакаме да имаме ефикасни механизми за борба против криминал и корупција и дали сакаме да се расчисти со она што реално го видовме сите дека постои како криминал и корупција. Кога почна работата на прашањето за специјалното јавно обвинителство, значи за неговиот статус, на ЕНР се ставени 2 верзии. Едната верзија е изработена од работната група, значи онака буквално не е смената ни буква, онака како што е работена од нив, и таму е целосно инкорпорирано специјалното јавно обвинителство во рамките на системот на јавно обвинителство. Другата верзија е закон кој што повеќе е поблизок до постојниот закон за специјалното јавно обвинителство, каде што дава подобра, поголема автономија и каде што дава поголеми надлежности на специјалното јавно обвинителство и статусот на обвинителите. Мојот став е дека решението треба да го бараме меѓу овие две. Значи, нас не смееме да дозволиме специјалното јавно обвинителство да го ставиме само како едно камче во мозаикот на јавните обвинителства, бидејќи секогаш може да ни се повтори ситуацијата која што постоеше кога се формираше специјалното јавно обвинителство. Значи, мора да бидеме свесни дека ние како држава треба одреден подолг временски период за да изградиме имунитет на она што ни се случуваше. Уште имате политичка култура која што тешко се менува и која што мора да ја смениме. Иако да бидеме искрени, ќе се согласам наполно со вчерашниот наслов во анализата на Призма дека СЈО е се помалку специјално. Значи, добро. затоа велам, не треба да тргнуваме, и тоа и ми беше и поинтата, не треба да тргнуваме од моментална ситуација, не треба да тргнуваме од моментални луѓе, не треба да, значи затоа велам, не ја гледајте секогаш позицијата од тоа или стратешките решенија кој седи во моментот, кој ќе седи утре и кој треба практично да ја води таа битка. Значи затоа треба принципиелно да го решиме. Ние прашањето за специјално јавно обвинителство. Дали треба да имаме обвинителство кое што ќе има одредена автономија во однос на тоа дека ако се гонат носители на високи функции, факт е дека некогаш хиерархијата може да пречи. Ќе ви кажат, ако тоа го внесувате во системот, може да биде спорно од уставен аспект, бидејќи за разлика од сегашното адхок решение, тоа ќе биде трајно решение, а субординацијата е основниот принцип на кој што е поставено јавното обвинителство. Субординацијата апсолутно може да се изведе преку одредени елементи, тука јас немам дилема, се изведува субординација преку извештаи, преку одреден тип на контрола, но во текстот, во еден од текстовите кои што реално се дебатираше, јас го дебатирав и со странски експерти, една од забелешките е дека не смеете да дозволите да има цврста субординација на давање задолжителни насоки и мислења од јавниот обвинител на едно обвинителство на јавните обвинители во имате првите луѓе, обвинителството. например, во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, кои што сметаат сосема обратно од ова што го зборувате. Значи, јас разговарав со сите. Имаше и затворени тркалезни маси, за да можеме искрено да ги разговараме, работите отворено, да ги слушнам аргументите за и против. Врз основа на овие два текста, значи, во Министерството е направен еден
трет текст кој што е тоа се тие три текста што ги спомнувате, кој што представува компилација на најдобрите решенија и секако тука се вклучени и одредени препораки кои што ги добивме од Венецијанска комисија за законот за судови, во делот на разрешување, дисциплинска одговорност и слично. Значи, понатаму одредени отстапувања има од текстот на работната група и во делот на другите обвинители по препорака на Европската комисија. Значи правиме на некој начин еден среден пат кој што ќе даде. И сега, која беше структурата која што вие спомнавте дека постои политичка структура, а бара СЈО да ги загуби бомбите? Не, значи во процесот на консултации се консултирав и со обвинители, се консултирав и со професори, се консултирав и со луѓе од политичките партии кои што треба да ги слушнам нивните ставови, бидејќи тоа е закон со двотретинско мнозинство. И сега како клучни прашања кои што мене ми произлегоа од тие дискусии со луѓето е дека практично треба да решиме неколку спорни моменти. Едниот спорен момент е како ќе разграничиме надлежноста на обвинителство за организиран криминал од специјалното јавно обвинителство. Значи тука е реално проблемот што ќе стане во делот на надлежноста ако ја врземе за јавни функционери, дали тоа ќе значи и другите, дали треба да ставиме, да речеме, лимит на одредена сума на штета на буџетот или имот на корис па да влезе во специјалното јавно обвинителство или секој случај што е поврзан со функционери да оди таму. Значи тоа е прашањето околу надлежноста, околу разграничувањето. Второто прашање, кое што е многу битно, е прашањето што ќе се случи со прислушкуваните материјали. Значи, вие сите знаете дека имаше постојниот закон, има одредба која што беше внесена на барање на тогашниот председател на ВМРО-ДПМН, да обвинителството може да покренува обвиненија во рок од 18 месеци од преземањето на материјали. Сега, покренати се одредени обвиненија и јас не видов кај никој спор и дилема дека овие обвиненија што се почнати треба да продолжат. Значи тука, барем со тие што сме консултирала, не отидовме со сите политички партии, че веќе почнува да видиме да го напипаме. Но има тековни истраги, има тековни предистраги. Вториот, има три дела, значи. Делот кој што е почнати истраги, тука се отвара прашањето дали тие можат да продолжат истрагите и да преминат во обвиненија и дали тие би требале да бидат дадени на специјалното јавно обвинителство или, например, по надлежност може да паднат разлика, на освен ако не се преземени предмети од редовното обвинителство. Освен ако не се преземени. Криминал. Значи, тука не е разликата дали да одиме на овие што се истраги, што се во фаза на истрага, дали ако се овозможи обвинението натака, значи тие што се превземени лесно со одредба ќе им ги вратите. Мене не ме плашат тие, мене ме плаши за овие што практично произлегуваат. Не, за тие дури сега се толкува дека тие немаат ограничување да ги доставуваат до судот и да ги застапуваат. Превземените од редовното обвинителство. Проблемот е оние што самите ги отвориле врз основа на прислушување. Имате некои што не се отворени, има таму прислушувани материјали милион, значи три категории се. Тука треба да се реши што со овие, дали втората категорија ќе остане во СЈО, ќе се врати во организиран криминал или ќе оди во организиран криминал. Осумтемина од ВМРО што ви прифаќа? Значи не изразиле став, разговаравме, значи јас она што се експертски дебати, што реално се дилемите и проблемите да размислат, не сме го имале конечниот состанок да видиме што прифаќаме, што не. Значи ги отворивме на маса и во таа дебата излезе практично проблемот, дека тука треба да се наоѓа решението. Ќе седнеме најверојатно во наредната недела или другата, после тоа зависи од тоа како ќе течат одредени други активности и да ги расчистиме тие прашања. Мислите дека ќе се обезбедат 2/3? Не знам, но знам дека не е добро да прифатиме решение кое што ќе го сакати специјалното јавно обвинителство и ќе направи амнестија преку законски измени. Значи некогаш е подобро да не обезбедите и да не го донесете законот, отколку да донесете лош закон. Немаме уште многу време. Законот за борба против корупцијата е актуелен последните денови. Вчера е конечно усвоен, ставно збор за нов закон со кој што ќе се избере нова антикорупцијска комисија која што добива прилично засилени
ингеренции. Сепак, зошто на крај прифативте одредени омекнувања на дел од одредбите на овој закон, бидејќи усвоивте 20 на амандмани? Прифативте 20 на амандмани? Нема одредени омекнувања, напротив, оние амандмани кои што се прифатени повеќе се технички или козметички. Гледам дека сега денеска во јавноста се разговара околу тоа дали ќе можат граѓаните да поднесуваат пријави за корупција во финансирање на политички партии и во изборни кампањи. Значи, јас не знам која била интенцијата на ВМРО ДПМН со нивните амандмани, но амандманот која се однесува на еден член треба да се гледа и целината на законот. Во законот, уште на почетокот во член 7 стои дека секој може да пријави корупција. Значи, секој граѓанин, доколку смета дека има нерегуларност во финансирањето, дали е во изборна кампања или во редовното финансирање, дали е на избрани функционери, дали е на службени лица, значи на секаков тип на корупција, има право да се обрати до Државната изборна комисија. Во делот на редовното финансирање, доколку се обрати граѓанинот, Државната комисија за спречување на корупција го разгледува иницијативата, односно предлогот или дури не е ни потребно да има некаква посебна форма, бидејќи комуникацијата со Државната комисија за спречување на корупција не треба да робува на такви форми, ќе одлучи дали, ако има основи за покренување на постапка, Државната комисија за спречување на корупција сама ќе ја покрене по сопствена иницијатива, по службена должност. И потоа, роковите кои што се дадени ќе важат од моментот на покренувањето на постапката. Во делот на финансирање на изборни кампањи, значи ние сме биле сведоци во минатото кога јавно се и политички партии, и невладини организации, и новинари излегувале со став дека има одредени нерегуларности. Значи тие ставови, искажувања може да се испратат до комисијата во текот на изборната кампања, со тоа што организаторот на изборна кампања, значи оној кој што е учесник во кампањата и оној кој што е наблюдувач, може да поднесат и приговор кој што потоа ќе може да го бранат до управен суд. Значи имате цела постапка. Така што од тој аспект нема никакво омекнување. Измена има во делот на критериумите за избор, со тоа што ВМРО ДПМН бараше на Немаме место... многу време, ве разбирам, но јас кога велам... Само дека не е суштинска, сакам да кажам, председателот на комисијата да не е со искуство од 12 години, него со 10, што јас лично не мислам дека представуваше Јас кога зборувам за омекнување, прво мислам на промената во делот дека кога ДКСК ќе отвори предмет и ќе процени дека треба да бара податоци за одредено лице од банка за неговите банкарски сметки и трансакции, тогаш ДКСК мора да го извести тоа лице. Знаете, јас искрено не мислам дека тоа е никакво омекнување и е проблем. Ние кога формираме комисија треба да водиме сметка и за заштита на одредени процесни права на лицата. Дури разговаравме, имаше ВМРО ДПМН дури амандман да не може да го викаат лицето. Добро, например. тоа не ли е аларм за лицето Не, да тоа почне, е, можеби значи, тој не може да се окрие што правил на банкарската сметка, Значи, но сметката, може... да, они уведот, значи сега ставаме 64 бази на податоци. Државна комисија за спречување на корупција може да ви влезе во катастар да види каков имот недвижен имате. Дали има таму некои регистри, ја не знам сега, за оружје, например, вакво, такво, да види дали имате некој посебно оружје. Дали имате, значи во сите бази ви влегува, кога ќе ви влезе во банкарската сметка да ве извести. Дури он има еден амандман што велеше да не може да се повикуваат лицата. Мојот став и го аргументирав и на крај го повлекоа. Значи подобро е да имате право да се произнесете, бидејќи така ви се гарантира вашето процесно право да ја дадете вашата страна. Исто така, да ги дадете аргументите. кога велам омекнување, мислам на дефинирањето на интересот кај конфликтот на интереси тесно само на финансиски интерес, например. Во крајна линија, значи таму се наведени лица, не е тоа само за конфликт, него и генерално каде што треба да се одлучува за одредени ситуации, блиски лица кога се дефинира. Значи дадени се роднини, сега прашањето беше лица со кои што имате одреден интерес. И навистина е нејасно каков интерес. Финансискиот интерес е оној кој што реално ви прави проблем. И таму понатака во членовите веќе имаше одредено дефинирање, но они сметаат дека тоа не е доволно и бараа да се префрли. Например, ако некој функционер има фирма и сега кој ќе стане функционер не може да веќе да биде директор на фирма или не знам член на какви им се тие управувачки менаџерски бордови, го дава, ја го пренесува управувањето на друг. Тоа лице на кое што е пренесено, тоа е лице кое што се смета за блиско лице со кое што тоа има финансиски интерес, без оглед што не се роднини. Значи, Но што ако интересот настане сега,
биде видливо дека ставна збор за финансиски интерес по 5 години, по 7 години, разбирате? Не, знаете како, финансискиот интерес се докажува. Кога се средства во прашање, кога е движење на пари, тоа ако си има волја лесно се докажува. Вие не можете да докажете некои можда неформални пријателски врски. Ама движење на финансиски средства, секоја капацитетна комисија тоа може лесно да го предвиди. Завршуваме, го извади вашиот анкетен лист, актуелен, достапен јавно на веб страницата на Државната комисија за спречување на корупцијата. Например, има многу ставки. Јас предпоставам дека за голем дел од нив вие со вашиот анкетен лист сте доставили по конкретни информации, но овде, например, во делот на вредност за многу ставки стои празно. Значи, Сега, знам дека се воведува нов систем исто така и во делот на проверката, декларирањето на имотот на функционерите. Дали еве во овој дел, например, ќе има промени, бидејќи факт е дека треба поголема транспарентност да има. Кога разговаравме и во комисијата како треба они да направат. Сега, например, нас ни оставаат сами да процениме колку кошта колата што е купена во, не знам, 2006 или, не знам, 2007 година. Сега, јас ниту сум проценител, нити знам колку кошта. Ама треба, веројатно, и Државната комисија да помогне во формулирање на одредени категории правилници, како ние тоа ќе можеме да си го толкуваме. Значи, ја не сум проценител на стан, не сум проценител на не знам, кола, не сум проценител на накит или на било што, сето тоа е грубо. И тоа е кај сите анкетни листови. Никој не може однапред да каже јас колку точно, него некако на некој начин грубо определувате која е таа вредност. И таа вредност на кола секоја година ви паѓа. Така? Сега со новиот закон е предвидено. И дури јас не мислам дека треба да се става вредност на автомобил. Значи ќе кажете која ви е колата, која ви е годината кога сте произведена или купена и после тоа нека си ценат. Повеќе е за сумите на сметките во банка, значи, например. Ние во моментот имавме искажување на изјава за откривање на банкарска тајна, а сега апсолутно таа изјава нема да треба. Државната комисија за спречување на корупција ќе може да се изврши увид. Само уште едно прашање на крај. Според вас треба да има предвремени парламентарни избори заедно со претседателските? Јас искрено мислам дека треба да има, но тоа е прашање на крај на политичка одлука и анализа во рамките на органите. Во неколку реченици, зошто мислите дека треба да има? Ќе ја застапувам страната дека треба да се оди на парламентарни избори, заради тоа што одредени политики кои што реално ги промовиравме во изминатиот период и одредени прашања кои што ќе треба да ги решаваме, би било добро да бидеме со на некој начин почисти позиции во рамките на парламентот. Вие сте првиот висок владен функционер кој што многу јасно и експлицитно го кажува својот став. Јас и пред другите го кажав и во рамките на партијата дека сметам дека е добро да се оде на предвремени парламентарни. Мислев на јавно секако. Благодарам уште еднаш што бевте гостинка во 360 степен. И благодарам за поканата. Да ја одгледаме саботажата. Опозицијските функционери очигледно имаат проблем со сетилото за слух или до толку не се разбираат што мораат постојано да си ги интерпретираат изјавите што ги даваат. Обвинувајќи јавно дека други им ги менуваат ставовите кои тие очигледно не може да ги додржат ниту еден ден. Мислам дека вчера беше погрешно протолкувана изјавата, односно монтирана и спинувана, ево вака да се изразам во поинаков жаргон изјавата, која што беше дадена од страна на генералниот секретар. Овој препознатлив груевистички стил на однесување кон медиумите тогаш кога вистинската вистина не одговара на партиската, се разбира, мора да биде демонтирана, но не со нешто друго, туку со незината интегрална демонтажа. Значи, во игра е и бојкот на потенцијален бојкот на претседателските избори, доколку не се прифати вашето барање за предвремени парламентарни. Во игра, како што кажа, буквално се сите опции. А што проблемот со собствените некоординирани изјави се обидуваат да го префрлат на туѓа адреса, предизвикуваат дополнителни компликации кога со нив имплицираат клевети за кои повторно наоѓаат оправдување, со леснотија подведувајќи ги како политички прогон против опозицијското раководство. И на тоа има два начини да се одговори. Или да потврдат, или да излезат да демонтираат, а не да ги малтретираме сите овде да доаѓаат на суд. Сепак, целосното отсуство на усогласеност доаѓа до израз кога улогата се менува,
па наместо обвинети, тие стануваат обвинители. Тогаш, за туѓите измислици за нив, кои влијаат врз нивната репутација, судските постапки се и повеќе од оправдани, затоа што правдата мора да биде задоволена. Дел од тие измислици за среќа се документирани и во моментот имам пред органите поднесено кривична пријава за навреда, клевета, нарушување на угледот. Токму затоа што се работи за дефокус, а не за јасна слика, се случува и политичката понуда за следните, предвремени или редовни избори, да биде досега невидена. Тоа што се ветува во случај на победа, ги надминува границите на секоја нормална пропаганда. За да биде триумфот поголем, за да се случи дополнителното губење на Република Македонија, за да се случи имплементирање на платформи на туѓи земји, за да се случи реформулирање на Република Македонија, на државното уредување на Република Македонија, потребна ни е довербата од народ. И на крај, за оние што се смета дека треба да зрачат со милосрдие и верска толеранција, а звучат сосема спротивно. Вие знаете, се случува кај нас многу работи што неправославни функционери имавме на многу високи позиции, па и од тогаш може и почна овие проблеми наши. Нашите проблеми се такви, ама не поради нив, туку меѓу другото и поради псевдо великодостојниците, кои зад расото, наместо верата, ја чуваат политиката и партијата. Толку за вечерва, благодарам што бевте со 360 степени, останете на Алса да ги видите и вестите. Ние повторно се гледаме по 2 дена, в понеделник од 22. Пријатно!